Овчарството во досега невидена криза. Сточарите од истокот масовно ги продаваат стадата. Од дете чуваме дедо ми, татко ми, па ја иззема, ама од нервози превише спрема цените што не иде јагнето и затоа ги продаде све скроз. 150 овци продаде ги еднаш само заради тоа од нервози. Немаме цена, немаме ништо у оваа држава сега, моментално. Едни крставици со 100 динара, 110 ги дават, а јагнето 100 динара, тоа бива. 500 овци продаде пред 2 месеца. Нема ќар, немаш ништо. Трошко имаш, не можеш да одржиш, немаш ништо, разбираш. Нереално ниската откупна цена ги принуди овдешните сточари да се откажат од единствената екзистенција, која во последните 2 години ги остава повеќе гладни отколку сити. Јас со 50 овци семејство ранам, 3 деца, жена, ја, имав станок, ама сега нема, овие 2 години нема и не ми треба ни стока, не ми треба ништо. Ќе се лутам јако ќе ми го земат јагнето без пари. Ќе се лутам. И не сум задоволен, немам што да проживеам. У пасивен крај сам, у нега развиено подрачје сам и немам што да живеам другото. 100 динара јагне да му давам на него да се глибам со 13 динара ечмено, 80 динара јагне. Ја ги нудат. За само 5 години бројот на овци на истокот се намалил за 20%, од 157.000 во 2011 на 126.000 лани. Овдешните овци завршија во трлата на сточарите од Западна Македонија, каде за истиот период бројот на овци е зголемен за 36%, односно од 82.000 во 2011 на 128.000 лани. Ова покажува дека сточарството и не е толку непрофитабилна гранка, само треба долгорочно да се мисли и инвестира во него. Се може ако има добри цени, како што беше од поларска година по 200 динара, што беше јагнето 180, значи бива. А ние прво немаме кланици, немаме ништо и џабе трчиме. Јагнето од истокот досега завршуваше на италијанскиот и хрватскиот пазар, кој годинава не покажа интерес за нашето јагне. За разлика од нас, голем дел од сточарите од Западна Македонија имаат речиси сигурен пласман во некои арапски земји или во земјите од муслиманските држави, што досега се покажале како постабилни купувачи.